Владата не чувствува одговорност што ниту до крајот на француското претседателство Македонија најверојатно нема да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Шефот на дипломатијата бил задоволен со политиките кои ги води, иако евроинтегративниот пат на Македонија е закочен. За Османи прашањето дали треба да има одговорност за се поизвестното не за Македонија било политичка реторика. Има два вида на прашања. Едното е дали ако подпишете договор ќе поднесете оставка затоа што некои од граѓаните, некои од политичките партии тоа ќе го сметаат за неприфатливо или доколку не успеете. Нема средно. Или подпишувате договор или не почнувате преговори. Така да мислам дека тоа повеќе е политичка реторика и не ја одразува суштината на овој процес. Суштината на овој процес е дека државата успешно ги представува интересите на граѓаните, при тоа зачувувајќи ја поддршката на меѓународната заедница. Тоа, верувајте, е многу тешко. Власта на почетокот на секое претседателство со Европската Унија уверува дека ќе се отвори евроинтегративниот пат, но на терен сликата е поинаква. Иако се уверуваше дека до крајот на француското претседателство работите барем малку ќе се поместат, уште едно не ни стои на патот. Оптимистички изјави имаше и при крајот на претходните претседателства. Лани ова време, кога завршуваше португалското, претседателот Пендаровски изјави дека добрата вест била што завршува претседавањето на Лисабон, а започнува на Љубљана, надевајќи се дека Словенија, како близок пријател на Македонија, ќе има поголемо влијание. Сепак, кон крајот на минатата година, заклучоците на Европската Унија беа усвоени и Македонија остана без датум. По истиот принцип, исчезна временската рамка која налагаше да се најде решение за блокадата на преговорите и до крајот на француското претседателство, а власта барем засега не чувствува одговорност. За разлика од сега, кога сите бегаат од одговорност поради крахот на надворешната политика, во 2019 година, кога Франција го спречи датумот за Македонија, беше доволен повод Заев да распише предвремени избори, веројатно затоа што тогаш му одговараше климата за таков потек.